Во ова издание, сојузната држава Џорџија ќе пресуди избори за 2 сенатски места од кои ќе зависи балансот на моќта во Сенатот. Конечниот резултат од бурното прегласување се уште неизвестен. Технологијата денес во светлина на пандемијата. Силиконската долина научи многу од својот одговор на COVID-19, но дали е доволно? Не е лесно за време на пандемија да се креира уметност, но тоа не е пречка за двајца македонски режисери. За нивниот пат до успехот во време на вонредни околности со филмски фестивали, ексклузивно за Гласот на Америка. Ќе ви кажам, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски. Престојните одлучувачки избори во сојузната држава Џорџија ќе имаат суштински ефект врз Џо Бајден, кој на 20 јануари ја презема претседателската функција. Во прашање се 2 сенатски места, од кои ќе зависи балансот на моќта во Сенатот. Денеска се гласа во Џорџија. Се бираат 2 сенатски места, откако ниту еден од кандидатите не освои убедливо мнозинство на изборите во ноември. Председателот Доналд Трамп водеше кампања за републиканските кандидати. Гласачите во Џорџија ќе одлучат која партија ќе раководи со сите комисии, ќе ги подготвува законите, ќе го контролира секој долар од даноците на граѓаните. Двете трки се многу тесни. Актуелната републиканска сенаторка Кели Лафлер се бори против демократскиот кандидат Рафаел Ворнок. Слично и со трката меѓу демократскиот кандидат Џон Ософ и сегашниот републикански сенатор Дейвид Пердју. Демократите имаат тенко мнозинство во представничкиот дом, а републиканците го контролираат Сенатот. Резултатите од изборите на 5 јануари би можеле да стават крај на таа контрола. Ако демократите успеат да обезбедат 2 победи, односот меѓу републиканците и демократите ќе биде 50-50. Демократката Камала Харис, идната подпредседателка на САД, во Сенатот ќе може да пресече при одлучување за легислативите. Победата во Џорџија на избраниот председател Џо Бајден во ноември беше промена од досегашната пракса да се гласа за републикански председател. Тоа беше огромна победа за демократите. Повторните избори на кои демократите веројатно тешко ќе освојат 2 места, се знак дека Џорџија го отвори патот по кој може додат и други јужни држави за правење коалиции. Како коалиција од афроамериканци, белци, азијати и латиноамериканци во градовите и предградијата. Но изборите ќе ги одлучат оние што ќе излезат да гласаат. Демократите се држат цврсто во однос на традиционалната кампања, одејќи од врата на врата, дури и за време на пандемијата. Републиканците водат во собирање донации. Конечниот резултат од бурните избори се уште е неизвестен. Луѓето во светот се свртеа кон технологијата, за да им помогне во справување со ширењето на пандемијата, но во некои аспекти технологијата потврли. Мишел Квин објаснува. Луѓето се свртеа кон технологијата повеќе од било кога пред пандемијата, за работа, училиште, посета на лекар, комуникација со семејството и пријателите. За добро или лошо, ова беше година за технологијата да покаже дека може да игра дури и поголема улога во животот на луѓето. Нема дилема дека за милиони луѓе технологијата беше спас. Ерик Рајс е сириски предприемач кој зборува за иновациите. На почетокот на пандемијата тој бил пресреќен што технолошките компании, предприемачите и технолозите брзо скокнале да помогнат. Пролетта, Google и Apple најавија историско партнерство за користење на паметните телефони за нотифицирање на луѓето кои биле изложени на вирусот. Но потоа проектите успорија. Апликацијата за паметни телефони од партнерството Google-Apple беше пуштена во употреба во Калифорнија во декември. Мора да кажеме дека целиот проект е промошување зашто требаше толку време некој од апликациите да биде употреблива. Можете да замислите ако на почетокот на кризата некој речеше ќе имаме вакцина дистрибуирана пред апликацијата за следење на контактите или дека ќе има во исто време едниот е напор на Херкулес, другиот релативно лесен. Таквите напори беа успорени со немањето на Центар за координација меѓу владите, недостиг на разбирањето во технолошките кругови за тоа кој донесува одлуки на локално ниво и како најлесно може да се дојде до тие луѓе, вели Рајс. Немаше лице за контакт и кога луѓето го видоа тој ужас,
тоа не е нешто во кое Силиконската долина е добра. Ние сме навикнати на модел каде секој оди сам, секој иноватор за себе. Не завршивме добра работа со тоа. Камека Демси е членка на работната група за технологија за COVID-19, креирана токму со таа цел, да ги поврза технолозите и владите. Технолошката невооднаеченост, вели таа, беше болна точка на пандемијата. Имате луѓе кои се во рурални заедници во државата, кои немаат пристап до бродбенд. Гледате луѓе кои немаат лаптопи, мобилни телефони, таблети и така натаму. За комуникација, учење, за работа, за правење на оние работи кои треба да ги прават. Пандемијата, вели таа, рекалибрираше што е важно за технологијата. Технологијата денеска во светлина на пандемијата навистина оди право во срцето на најдобрите иновации досега. Тие се родени од потребата и за совладување на вистинските животни проблеми. Силиконската долина научи многу од својот одговор на пандемијата. Како ќе ги користи тие лекции во 2021-та, останува да се види. За крај на News Flash. Не е лесно да се креира уметност во време на пандемија, но тоа не е пречка за двајца охријени. За патот на нивниот успех, Мики Трајковски разговараше со нив. Сега сум многу задоволен, бидејќи мојот најнов последен игран филм Дедо и внук си освои 6 награди и на различни фестивали, на различни континенти и ме прави горд. Годината 2020 која многумина ќе ја паметат по корона пандемијата. Младиот режисер и сценарист Докрит Илија Пиперковски ќе ја памети по успесите кои ги постигна неговиот прв долгометражен игран филм Дедо и внук. Последната од низата награди во 2020 беше онаа за најдобар филм на филмскиот фестивал во Париз на почетокот на декември. Претходно ја доби и наградата за најдобра режија на Буда фестивалот во Индија. Многу е тешко странци, покрај толку филмаджи, покрај толку филмови што се снимаат годишно во Франција, покрај таква поддршка што има самата земја кон филмаджиите, странски филм да освои и да земи награда за најдобар филм. И за Антонио Велјановски, фотограф и режисерот Дохрид, кој веќе 11 години живее и работи во Прага. 2020 беше добра година. Со неговиот филм Изгубени ги освојува светските сцени. Учествувал на фестивали во Сапоро, Јапонија, Ирска, во Лондон и во Аризона, Соединетите Американски држави. Годинава имаше успех на фестивалот Сохо во Њујорк, каде што влеза меѓу најдобрите 5 кратки меѓународни филмови. Изгубени е филм за осаменоста. Пиперковски вели дека е многу тешко во време на пандемија да се креира уметност. Како што има за угостителската дејност протоколи, така има и за филмската дејност протоколи. Уметноста е таа што го води животот. Но не се откажува. Има планови за 2021 година. Имам напишано многу интересно сценарио, го имам конкурирано, голем предизвик е за мене, бидејќи како втор филм секогаш се очекува да биде подобар од претходниот, поамбициозен, трилер акција, едно многу повисоко ниво. Велјановски досега снимал повеќе од 10 кратки филмови, а работел и со истакнати филмски имиња од Чешка како монтажер. Во 2021 очекувам да добиеме некои средства за снимање на нов филм во Чешка. И сега работам на сценариото, имам големи планови со тој филм, исто така се занимавам исто со фотографија, претежно црно-бела фотографија. Работам на еден проект кој што се вика Shadows of the City. Ви посакувам здравје, љубов, среќа и прекрасна 2021 година. Од Докрит за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Тука е крајот на News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледам утре.